Во 2025 година е зголемен бројот на деца кои пријавиле самоубиствени мисли или обиди за самоубиство, информираат од првата детска амбасада Меѓаши. Мила Дамјановска, операторка на линијата Ало Бушевко, изјави дека годишниот извештај за функционирањето на СОС линијата покажува дека од 284 пријави примени во текот на годината, најголем дел биле поврзани со менталното здравје. Според неа, 83 деца и млади се пожалиле на состојби поврзани со менталното здравје. Повиците ги добивме од урбани средини и исто така секако како и секогаш имавме и деца кои што се од рандливи групи на кои што им дадовме поддршка, од кои што 12 се деца кои што се член на етничко и расно малцинство, 6 се деца со попреченост и 3 се од ЛГБТQ заедницата. Изабела Ивановска, исто така операторка на линијата, раскажа случај кога едно девојче ја пријавило својата другарка на линијата Ало Бушевко, со цел да ѝ се помогне и да се спречи самоубиство. Од детската амбасада Меѓаши и побарале случајот да го пријави кај родителите или училишните власти. Сепак девојчето подоцна повторно се јавило, информирајќи дека мајката не ѝ дава никаква поддршка и барајќи нејзината другарка повеќе да не се вмешува во случајот. Од страна на Меѓаши беше преземано целосен интервенцијски план каде што веднаш случајот беше пријавен во полициската служба и потоа тие интервенираа на терен и успеа да се спаси животот на малолетното лице. Психологот Јорданка Черепналковска-Трајковска изјави дека дигиталното насилство треба да се третира подеднакво како и физичкото насилство, додавајќи дека треба да се зголеми соработката меѓу училиштата, центрите за социјална работа и органите на редот. Преведено во пракса, тоа значи дека стручните служби треба да се ослободат од административни обврски и да се посветат на тоа како што им гласи стручна служба во поддршка на децата, во поддршка на кадарот за да може заеднички да градат здрава, безбедна средина. Инаку според возраста, најпогодени биле децата на возраст од 10 до 12 години, 38 деца, потоа оние од 13 до 15 години, 33 деца и од 7 до 9 години, 27 деца.